Непознати сторители ја каменувале семејната куќа на струмичанецот Благој Ќурлинов. Немилиот настан се случил една вечер пред семејството Ќурлинови, кое моментално престојува во Скопје, да се врати во својот роден град, каде требало да биде за овој продолжен викенд. Ќурлинов, кој инаку е познат на јавноста како председател на Комисијата за заштита на конкуренцијата, ја извести нашата екипа за случувањето уште истата вечер, а кога пристигнавме на терен, на улицата, во дворот и на балконот се уште беа расфрлани камења. Со нив таа вечер било посегнато кон објектот во кој за среќа во тој момент бил празен. Пред околу 2,5 часа се вративме од Скопје кај што сме на работа, јас и супругата, и утврдивме дека куќата, мојата куќа е во Струмица, синоќа, најверојатно синоќа, била каменувана. Тоа го приметив веднаш што се качив на терасата. Станува збор за морам да кажам, штетата не е голема, минимална штета е, меѓутоа мислам дека пораката која што е преку овие камења што се фрлени на куќата е многу јасна за одредени, не знам како ли да се изразам, што сум многу возбуден. Мислам дека е некоја политичка порака. Пак ќе спомнам, штетата не е голема, меѓутоа како семејство и јас како човек што сум работел во Струмица 5,5 години, сум бил раководител на одделение. Повеќе сум револтиран од самиот чин. Не ми е јасно зошто некои структури, не знам да не набрајам, колку им бил гневот голем, па посегнале по мојата куќа. Оваа куќа стои овде од 65 година, никогаш до сега вакво нешто се нема десено. И пак ќе повторам, мислам дека пораката е политички мотивирана. Се сомневате во него конкретно? Не можам да кажам дека се сомневам. Ќурлинов не информираше дека последните неколку денови добива и СМС пораки со сомнителна содржина, а кои што смета дека имаат некаква поврзаност со чинот на каменување. Колку е се до интерес на јавноста, од синоќа до денеска имам добиено повеќе пораки. Не сум стручен да кажам дали се со некоја заканувачка или пак да повторам со содржина на предупредување. Полицијата, каде случајот е веќе пријавен, треба да истражи кој стои зад овој вандалски чин и со која намера. Луѓето кои во четвртокот вечерта се решиле на ваков начин да испратат некоја порака до Благој Ќурлинов.